Ливерпул Реал 2:5, полувреме 2:2. Изворена фудбалска представа со мал број милион фудбалски елементи, пресврти, возбудувања, голмански грешки, изворени голови на фудбалските мајстори од типот на Винијус Жуниор, Бензема и другите. И кога секој се собере ќе се одземе најверојатно најзадоволен од целата оваа ситуација ќе биде Карло Анчелоти, славниот Дон Карло, кој извесно време останува мирен и спокоен во својот фудбалски проект кој што стои под кралската круна. На другата страна, секако дека најнезадоволни од оваа работа се фудбалските функционери на Бразилската фудбалска федерација, кои на голема врата го најавија доаѓањето на Карло Анчелоти за селектор на славната бразилска фудбалска репрезентација. Меѓутоа, по она што го видовме вечерва на Енфилд Роуд, каде што кралскиот клуб навистина одигра една брилјантна партија, навистина тешко е да се поверува дека Дон Карло така брзо, така лесно, така едноставно ќе може да ја напушти клупата, тренерската клупа на Реал Мадрид. Финале Лигата на шампионите и сакам да кажам финалето на Лигата на шампионите од минатогодишниот циклус овој пат се повтори во самиот почеток на осмофиналните дуели, кога жрепката сакаше двајцата великани Ливерпул и Реал да се судрат меѓу себе. Иако ова е прв надпревар од двомечот на осмина финалето, каде што нокаут рундата одредува кој ќе продолжи понатаму и како се тоа ќе се одвива, евидентно е дека Реал е во блага предност. И најверојатно ќе оди во втората рунда, иако на вакви надпревари, во вакви дуели, кога е прашање Лигата шампионите, никогаш не се знае. Но да се вратиме на она што го видовме, на она што го доживеавме, на она што остана и верувам длабоко врежено во главите на многу фудбалски луѓе кои ја сакаат Лигата на шампионите, кои го сакаат фудбалот и кои на некој начин, освен 7 голови, од кој подобар, ако си иземат, ќе речем, двете голмански грешки на два голмани од светски калибар, како што се Куртоа и Алисон, навистина ретко се гледаат вакви фудбалски и надпревари. Размислував непостано по завршувањето на надпреварот. Неполн час, 60 минути од како судијата означи крај на овој надпревар, а трибините на Енфилд Роуд можеби се уште се тресат од песната на англиските навивачи, кои во овие најтешки моменти не ги оставаат фудбалерите на Ливерпул и им ја пеат нивната славна навивачка химна, клубска химна You Will Never Walk Alone. И тоа е дел од Лигата на шампионите, и тоа е дел од петата димензија на фудбалот, кога е најтешко, кога твоите миленици се навистина во нокаут, да бидеш тука со нив, да им помогнеш и да им покажеш дека клубот е многу поголем од еден убедлив катастрофален пораз, како што успеа да го направи тоа Реал вечерва на Енфилд Роуд против Ливерпул. Додека Дон Карло Анчелоти се радува и ликува, ние од другата страна на, да кажам, на теренот, само предпоставуваме и да не речам, има една добра фудбалска интрига, кога вели ајде да подигнеме еден мал кредит во банка, па да ја платиме услугата да слушнеме што Дон Карло им кажал на своите миленици на полувремето. Навистина, што биле тие волшебни зборови, која била таа волшебна мотивација, тоа кревање на моралот, на адреналинот на фудбалерите на Реал, меѓу двете полувремења на овој осмина финален дуел од Лигата на шампионите. Вторите 45 минути реаловците одиграа
фантастично, одигра маестрално, имаше потези кои навистина долго ќе се паметат и ќе се прераскажуваат. Да стигне топката од вашиот сосвен гол од раците на голманот, во конкретниот случај од голманот Куртоа, преку тројца играчи со по еден допир и да се создаде шанса да се најдеш пред противничкиот гол, тоа навистина го можат само големи фудбалски екипи. Имаше еден таков момент во второто полувреме кога Куртоа дегажираше преку центарот на игралиштето, Валверде успеа од прва да ја додаде топката до Жуниор, а Жуниор на другата страна да го проигра Родриго и сето тоа навистина изгледаше перфектно одиграно како од фудбалските учебници. Јерген Клоп на другата клупа, еден исто така искусен, добар стратег, шармантен тренер, кој вистински джентлмен спортист, кој дури и кога се лути е интересен и за јавноста и за публиката. Ги имаше своите 14 минути кога Ливерпул ги постигна двата гола и победа со 2:0. Малку ликуваше Клоп, со право Ливерпул играше добро тие 15-20 минути од првото полувреме и ретко кој насетуваше дека може да се случи ова резултатско чудо, би рекол, на стадионот во Ливерпул. Но и овде најверојатно Јерген Клоп ќе си ја направи својата анализа, ќе ги најде и ќе ги види своите грешки, ќе се обиде да ги отстрани евентуално за возвратниот дуел на Сантјаго Бернабе. Она што мене ми остава вака непоследно веднаш после надпреварот еден печаток, една импресија кога можеби емоциите малку не дозволуваат резонот да биде исправен до крај. Само би рекол и би додал, некако би се надоврзал на некои мои видувања и коментари на светското фудбалско првенство во Катар, каде што многумина репрезентации игра калкулантски, игра со едното слушајќи ги другите резултати, мислејќи да заврши тој надпревар, го очекуваат другиот и така натаму во контекст на калкулациите. За разлика од нив на овој надпревар, тој е мој впечаток, моја импресија, мое согледување на нештата. Реал покажа дека може, дека знае, дека умее, дека има енергија и не верувам дека некоја можеби клучна тактика на Дон Карло Анчелоти на полувремето беше решавачка кога е во прашање конечниот резултат. Голот кој го постигна Бензема навистина е импресивен, онака со фудбалски жаргон ги испрати противничките фудбалери и голманот Алисон да му купат бурек на Бензема или што велевме ги прати по семки. Навистина делуваше импресивно. Секако и потезите на Лука Модрич кога го издржа дуелот на средината на теренот, буквално кога беше влечен, да не речем, во боречки зафат, исто така заслужува едно посебно внимание и почит. И можеби овие детали наизглед изгледаат така минорни, дека не се важни, дека ете на крајот некој друг ја завршува акцијата и топката е зад голот на противничкиот голман, во конкретниот случај Алисон, но сето тоа се алките кои го прават овој златен синџир со кралски мирис и на кого Реал долго ќе се радува. Победата на Реал не е сигурно во сенка на навивањето на навивачите на Ливерпул, кои навистина беа импресивни, навиваа, пееа, не застанаа буквално во 90 минути. Може би имаше еден кус период кога Реал успеа за 13 минути да постигне дури 2-3 голови, можеби, ако се надоврзиме од првиот 47-та минути, наредните два. Имаше десетина минути кога и звењето на осите или мувите на стадионот на Енфилд Роуд можеше да се слушне и дури од коментаторските новинарските ложи. Меѓутоа, пред тоа и после тоа навивачите на Ливерпул останаа тоа што се и во своите најтешки моменти не престанаа да ја пеат химната, да ги поддржуваат своите миленици и да покажат дека фудбалот ќе се игра и утре и дека Ливерпул
ќе излезе поголем и од овој катастрофален пораз на собствен терен. Анализите, антологијата покажува дека Ливерпул никогаш не примил повеќе од 3 голови кога се во прашање европските надпревари, посебно Лигата на шампионите. Ова беше согледување на аналитичарите, кажано и презентирано како податок уште за време на надпреварот, а ако се има предвид дека по неговото завршување бројката не е 3, не е ни 4, тука е 5 примени голови, навистина еден раритет, една антологиска бројка на постигнати голови, нешто кое што долго ќе се прераскажува во сите фудбалски кругови ширум Европа. Ете, гледачи наши мои, почитувани на Пета димензија на спортот, верни следбеници на веб страницата на Скок, на спортскиот магазин Скок, на Facebook страницата и секако на мојот YouTube канал Бјалче Доргутов. Ова се некои така импресии, видувања непосредно веднаш по надпреварот, се тоа на што успеавме да го видиме, да го доживееме и кој па малку лично мене ме врати на тоа финале, па веќе и далечната 2005 година во Истанбул, кога имав среќа, прилика, можност и кога фортуната беше на моја страна да го гледам финалето меѓу Ливерпул и Милан, кога Ливерпул губеше со 0:3 на полувреме, па во второто полувреме се врати со 3:3 предводен од Рафа Бенитес, а Дон Карло Анчелоти беше тогаш тренер на Милан во тој контекст, во таа пета димензија го споменува овој надпревар, иако димензијата е апсолутно во неговата драматичност, во пресвртите и во целата таа возбуда која ја нуди фудбалот, за кого многу пати сум кажала, и ова мое блиц јавување непосредно по завршувањето на надпреварот, ќе кажам, навистина фудбалот е магија. Ливерпул Реал Мадрид 2:5 полувреме, 2:2, прв надпревар од осмина финалето на Лигата на шампионите, циклус 2022-2023 година. И за самиот крај, 27 февруари е денот кога ФИФА ќе ги обелодени најдобрите во изборот, во гласањето на националните селектори од сите 200 и повеќе фудбалски земји членки на ФИФА. Гласаат и 200 капитени на овие национални репрезентации кои се под капата на ФИФА и секако гласаат и спортските новинари по еден представник од секоја земја. Јас по седми пат ќе го дадам својот глас и веќе го дадов, гласовите се сублимирани, реков на 27 февруари ќе се објават номинациите во 6 дури категории, вклучувајќи 2, условно кажано, вондени категории за најдобро постигнат гол, наградата Пушкаш. И секако за најдобра навивачка група една специјална награда на ФИФА, која секако ќе ја видите за 5-6 денови. Но во овој контекст, блиц информација дека меѓу првиот филтер на трите најдобри фудбалери во машка конкуренција е секако Бензема, кој вечерва потврди зошто е во тој избор, додека предпоставувам, иако немам потврдена информација, дека во изборот на трите најдобри голмани во машка конкуренција ќе биде Куртоа, кој вечерва имаше еден невиден пех, едно галење на топката со коленото кој го чинеше многу ефтин гол. Ете, поздрав да завршиме со номинациите на ФИФА и изборот кој ќе биде на 27 февруари за неколку денови и да се одјавиме со Ливерпул Реал Мадрид 2:5, прв надпревар од осмина финалето на Лигата на шампионите.